Денеска во Куманово сме домаќини на караванот на Агенцијата за вработување, ресорното министерство и владините представници да го промовираме проектот за самовработување за младите лица по 29 на 29 години. Ова е веќе проект кој што функционира. Државата има одвоено скоро 40 милиони евра повторно да ги стимулира овие категории на граѓани да отвараат собствен бизнис и на тој начин да се самовработуваат. Проектот предвидува финансиски средства за поддршка на оваа категорија на луѓе од 7-10.000 евра, а доколку се здружуваат од 17 и 20.000 евра. Минатиот повик беше успешен и јас ги повикувам во оваа прилика сите млади луѓе кои што се заинтересирани во општина Куманово да формираат собствен бизнис, да го проследат проектот, можат да ги добијат сите информации на веб-сајтот на Агенцијата за вработување на Македонија и дополнително истите податоци ќе бидат апдейтувани на општинскиот веб-сајт. Оваа можност дава големи можности за младите луѓе да отпочнат да се занимаваат со одреден бизнис, доколку имаат конкретен бизнис план и дополнително добиваат грант средства кои што се и како значителни со основното буџетирање во тие фирми кои што би отпочнале да работат одреден бизнис. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на представниците од ресорното министерство, агенцијата и секако владата што еве овој пакет на мерки ги имплементира и во Куманово. Целта е овдека да голем дел од младите луѓе кои имаат креативни идеи, бизнис идеи, да ги претворат во реален бизнис и на таков начин да ги задржиме младите, од друга страна да развиваме и локалната економија. Меѓутоа, мерките не се наменети само за млади, мерките се наменети за сите невработени лица, за сите категории, вклучувајќи ги тука и радливите категории, ромите, луѓе кои што подолго се пријавуваат се активни баратели за работа и така натаму. Јас ќе повикам сите кумановчани да го пратат веб страната на Агенцијата за вработување, каде точно се објаснети овие мерки и посебно конкурсот за најатрактивната и најбитна мерка, тоа е мерката самовработување, како што каже и градоначалникот. Вкупниот буџет на оперативниот план е 40 милиони евра, а од тие вкупни 40 милиони евра цели 22,3 милиони евра се наменети токму за оваа мерка. Мерката ја знаете, значи лицата до 29 години може да добиваат субвенција од 10.000 евра, над 29 години 7.000 евра, доколку се здружат во друштво со ограничена одговорност, две млади лица 20.000 евра, две повозрасни лица над 29 години 14.000 евра, или ако се искомбинираат едно помладо и едно повозрасно лице над 29 години можат да добијат 17.000 евра. Новитет е тоа што можат и повратниците од странство да учествуваат на овие мерки за прв пат и тие покрај овие средства можат да добијат бонус од 10%. Например, карикирам, ако лицата до 29 години можат да добијат 10.000 евра, овие лица можат 11.000 евра да отворат собствен бизнис. Да ги повикам кумановчани, пред се младите до 29 години, знам се дека се доста креативни, активни се секогаш во пријавувањето, да посетат еве не само веб страната, туку и подрачната единица на Агенцијата за вработување, да се информираат и навреме да аплицираат. Конкурсот трае до 3 јули наредниот петок. Има ли направено некоја поконкретна анализа за тоа, како помина предходните повици, има ли добар фидбек, има ли некој позитивен пример на мал бизнес кој што во меѓувреме уште повеќе се разви благодарение на... Па имајќи предвид од статистиката која имаме од предходните години, над 70, скоро 80% од ова мерка самовработување се успешни бизнисите. Има многу бизниси кои започнале со еден вработен, а денес има 10, 15, 20 и повеќе вработени, што значи ние не се грижиме само да ги дадеме парите и да отворат бизнис, него цело време го мониторираме процесот, го пратиме со цел да тие бизниси бидат одржливи и да се развиваат понатаму. Нема да ги оставиме сами, сите оние кои што ќе добијат средства, ќе ги пратиме и во наредните 2 години да направат една стабилна фирма која понатаму ќе се развива. Иначе да напоменам, од двете мерки кои се најатрактивни и директно вработуваат луѓе од оперативниот план, тоа е мерката самовработување и мерката за помош на приватните компании за вработување пред се на млади лица. Лани директно биле реализирани 4.500 вработувања или 4.500
1000 нови работни места. Со тоа во многу придонесуваме и за намалување на невработеноста во Македонија. Сакам да напоменам дека оперативниот план за активни мерки за вработување не е обичен документ. Тој е важен инструмент со кој што државата инвестира во своите граѓани, во нивните знаења и вештини, нивните предприемачки идеи и професионален развој. Наша цел е да создаваме што повеќе можности за вработување, да зголемуваме вработливоста на невработените лица, но истовремено да нудиме и соодветна поддршка на компаниите кои што бараат квалификувана работна сила. Оперативниот план е одраз на реалните потреби на пазарот на трудот. Тој содржи активни мерки кои што соодветствуваат на барањата како на невработените лица, така и на работодавачите. Ќе се задржам на најатрактивната мерка, значи првите огласи веќе се објавија, веќе во понеделникот е објавен повикот за програмата за самовработување. Истиот тече и трае до 3 јули 2026, односно до наредниот петок. Ги повикувам сите заинтересирани лица кои што имаат собствена бизнес идеја и сакаат да основаат собствен бизнис, да се информираат во Центарот за вработување Куманово или да ја посетат нашата веб страница каде што детално се објавени и оперативниот план со сите активни мерки, но и прирачникот за предприемништво каде што ќе им помогне да го пополнат прашалникот. Сакам исто така да напоменам дека реализацијата на оперативниот план во текот на 25-та година беше повеќе од успешна. На 93% реализиравме од активните мерки и годинава се надевам дека овој процент ќе го надминеме. Од досегашниот одзив и односно од досегашните апликации можам слободно да кажам дека интересот е многу голем. Заклучно до вчера достигна над 2400 апликации, за Куманово веќе 163. Страна на Агенцијата за иновација, научно-технолошки развој и предприемништво и нова, на апликантите ќе им се доделе советник, односно самите си го избираат советникот од каталогот на советници со кој што располага агенцијата, бројат преку 300, од кои 180 од нив се овластени директно за изработка на бизнис план. Апликантот заедно со советникот го изработуваат бизнис планот, додека во меѓувреме ние формираме експертска комисија која подоцна ќе ги евалуира и оценува направените бизнис планове. Исто така на апликантите им овозможуваме задолжително 4-дневна обука, каде што дополнително ќе им го зголемиме предприемачкиот дух и ќе ги запознаваме со основите за започнување на собствен бизнис и за да не застанеме тука, за нивниот бизнис да биде истраен, одржлив и да расте, да се развива, по основањето на бизнисот од наша страна ќе им биде овозможена менторска помош во период од 6 месеци.